Цените на храната постојано растат, но дали е така на глобално ниво? Има ли влијание увезената инфлација? И зошто македонските граѓани се најпогодени со растот на цените во споредба со земјите од Западен Балкан? Храната поскапува уште од 2020 година, кога почна пандемијата со COVID-19, но вистинскиот шок следеше по руската инвазија врз Украина во 2022 година, која предизвика енергетска криза и ценовен скок за житарици, ѓубриво за земјоделството и суровини. Карактеристично за македонски услови е што поскапувањето на храната е повисоко од просечната инфлација во последните кризни години. Највисоко е во 2022 година, од 20,9%, а инфлацијата тогаш изнесувала 14,2%. Загрижува што цените на храната во македонските маркети растат повеќе од глобалниот и регионалниот просек. Тоа се должи на начинот на формирање на трговската маржа, пониска ефикасност на дистрибуцијата, намалено домашно прехранбено производство, па дури и случаи на картелско здружување за формирање цени во малопродажбата. Во наредниот период се очекува да се зголеми цената на струјата за македонските потрошувачи и да поскапа дел од енергенсите, со што се очекува нов инфлацијски притисок. Глобалниот и европскиот индекс покажуваат дека има стабилизирање на цените на храната во последните месеци, но тоа не се просликува веднаш за македонските потрошувачи. Дополнителни ризици за постојаното поскапување на храната се сушите и климатските последици, болестите на фармите и геополитичката нестабилност. Движењата за бојкоти на маркетите и транспарентност на цените во изминатиот период требаше да ја засилат заштитата над потрошувачите, но се уште не е вклучено стоп копче за поскапувањата.